Добар ден за вас, почитувани гледачи, добар ден и за нашиот денешен соговорник, лидерот на Обединети за Македонија, Љубе Бошковски. Господине Бошковски, познато е дека во политиката нема емоции. Факт е дека вас ве пречекаа како херој на аеродромот, вклучувајќи го и Никола Груевски, за неколку месеци покасно истите да ве прогласат за предавник. Како се случи Љубе Бошковски и Никола Груевски, кои што припаѓаа на иста идеолошка матрица, да станат политички ривали? Точно е дека во политиката нема многу емоции. Навистина, сватив дека политиката треба да се води со жешко срце, но со ладна глава. Бидејќи кога постои спој на ладна глава и жешко срце, тогаш навистина имаме сериозен проблем и тогаш не се случува тоа што денес го имаме во Република Македонија од овие, би рекол, до вчерашни колеги. Дали сме биле во иста идеолошка матрица, тоа денес го гледаме. Го гледаме по масовното преоѓање на членовите на ВМРО ДПМН, вистинските ВМРО-вци, во редовите на единствената опција Обединети за Македонија. Ова е борба на злото и доброто и се надевам дека Никола ќе биде поразен како македонско зло. Има ли некакви шанси да ја видиме вашата партија обединета со некоја од десничарските партии? Или по-конкретно, какви се вашите релации со екс-премиерот Љупчо Ѓорѓиевски и неговата партија? Во предизборието, по не знам кој пат, ќе повторам еве денес и во ова интервју, нема коалицирање со ниту една политичка партија. Но исто така и денеска ќе кажам дека Обединети за Македонија немаат намера да коалицираат со луѓе кои во овие 20 години ја донесоа Македонија до ова дно пред нејзината навистина економска смрт. Во тој контекст нема коалицирање ниту со Бранко Црвенковски, ниту со било кој досегашен премиер во Република Македонија. Нема коалиција, но оставаме простор со луѓето кои ќе ја прифатат нашата програма, која има визија за Македонија во наредниве 15 години, почнувајќи од решавањето на проблемите денес, па до 25-та година, една визија која навистина која се наметнува полека и станува остварлив проект, ние ќе покажеме дека можеме да понудиме подобро утре и без овие коалиции предизборни со така наречените десничарски или левичарски политички партии во државата. Како ги коментирате тогаш обвинувањата од ваши доскорешни сопартијци кои што велат дека одржувате тајни врски со Бранко Црвенковски, дека вашата партија се претворила во помагач на левицата? Видите, доколку тие имаат и еден доказ за тоа, ќе видиме дека ќе го пласираат во нивните таблоиди, би рекол, бидејќи веќе не наликуваат на сериозни медиуми. Мислам дека тоа можевме да го видиме и на Сител и на други телевизии, да не ги споменувам, дека таа кампања се води подолг период. Но една допирна точка со Бранко Црвенковски немам. Не знам каде можам да се најдам со Бранко Црвенковски. Што јас со Бранко Црвенковски сум имал заедничко во минатото и што е тоа што може да ме врати да влегувам во коалиција со Бранко Црвенковски. Исто така нема да коалицирам со Никола Груевски. И 59 пратеника да имам, да ми фали гласот од Груевски, од господинот Црвенковски, нема да ја видите таа коалиција. Но со членството на ВМРО, со членството на ВМРО ДПМН, со честните луѓе, со оние кои денеска како партиски војници, зомби трчаат, го истрчуваат овој круг, барајќи 15 луѓе да им подпишат за да останат во администрацијата. Обединети за Македонија им гарантираат ќе ве задржиме во администрацијата, имаме визија за вашите проблеми и ќе ве решаваме без разлика што не сте припадници на Обединети за Македонија. Ние навистина сакаме да изградиме програма неоптеретена и ја градиме програмата неоптеретена од партиските и сличните припадности. Би биле ли коалиционен партнер во идната влада со ДУИ начело со Али Ахмети? Видете, ние со Ахмети сме биле на две различни страни. Моето мислење за Ахмети јас не можам да го променам. И
тука јас нема што повеќе да зборувам. Но, доколку е волјата на албанските гласачи таква, јас не можам тука да се спротиставам и да ја менувам волјата на граѓаните, бидејќи тоа е дел од она што денеска го преживува Република Македонија, дел на тортурата, на забранетата, заробената, слободна мисла, која ја гледаме на секој чекор. Господине Бошковски, излеговте со сериозни обвинувања околу начинот на кој што семејството Мијалкови ја стекнало финансиската состојба. Се споменуваа фирми, станови во Прага, па дури и на име на мајката на премиерот Груевски. Докаде е тој процес и дали воопшто вие доказите кои што ги имавте, ги доставивте до надлежните институции? Да, ги однесовме дел од доказите и прекинавме понатаму. Зошто? Која е тогаш поентата преку пресконференција? Да ја оптеретуваме македонската јавност, бидејќи видовме дека антикорупцијската комисија, посебно сега со ново избраниот представник на антикорупцијска, станува скандалозно. И мислам дека тврдењата на антикорупцијска дека овие пола милион евра кои се префрлени не стигнале на сметката за да може господинот Мијалков да ги пријави во анкетниот лист е повеќе од очигледен притисок и партиска антикорупцијска комисија која ништо нема против корупцијата, напротив ја стимулира и ја легализира коруптивните методи во македонската држава. Ако докажат дека тоа не е така, дека тука нема корупција и дека не е секоја фрлена лопата од Груевски во Република Македонија никнат објект во Чешка, ние имаме право да се сомневаме. Има секој право во оваа држава за своите пари, за својот труд, за она што го дава за Македонија, да побара одговорност од функционерите. И кој е тој, ви се молам, Саша Мијалков или не знам Никола Груевски во споредба со оној кој го заокружил и му дал мандат да биде во наредните 4 години власт во Република Македонија. На никого овој народ не му дава мандат да го злоупотребува, да го краде, да го манипулира. Напротив, да му гарантира денешнина и иднина. Тоа што ние, како визија, го нудиме во економскиот дел на нашата програма, во политичкиот и во културниот и во секој дел кој представува во социјалниот момент и така натаму кој представува дел од нашата предизборна програма. Дали приоритет на идната влада треба да биде решавање на спорот со името и дали воопшто тоа прашање може да се реши толку брзо колку што од нас го бара тоа меѓународната заедница? Меѓународната заедница, ние треба да се растеретиме дека некој друг нам ќе ни го реши проблемот. Тоа е 20 години во Република Македонија ние живееме во еден интересен сон. Еве ги овие шепоти нашиот македонски народ, доаѓаат американците, тие сигурно ќе ни го решат проблемот. Доаѓаат европјаните, сигурно ќе ни го решат проблемот. Дојде одличен амбасадор на Европската Унија, тој сигурно ќе ни го реши проблемот со кој е соочена Република Македонија. Никој, но ние самите не можеме да ги решиме проблемите во Република Македонија. И кога ме прашувате дали ние можеме ова прашање кое Европа ни го наметнува да го решиме така брзо, ви гарантирам, како претседател на Обединети за Македонија, има решение. Решението ќе дојде после нашата победа и ние навистина можеме да ја внесеме Македонија во НАТО, во Европската Унија, а при тоа да не го мениме историското име Република Македонија, односно Македонија. Господине Бошковски, ви благодарам за разговорот. Јас ви благодарам. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието и ви закажувам следна средба по една недела. Довидување.